Заврши овој надпревар, тежок би рекол надпревар, меѓутоа према онак што се случуваше, можевме и да славиме со поголем гол разлика, меѓутоа се случи она што се случи. Калановски, една ваше видување за овој надпревар, темала? Добро, првиот дел имавме многу шанси, не ги искористивме, не успеавме да ги искористиме. Тоа е старо правило дека после тоа следува казна. Дадоа можда, не знам, не видов точно дали беше пенал. Дадоа гол, потоа успеавме да ги притиснеме малку, имавме можда некоја полушанса, но не успеавме и не посека сеќа на надпревар. Тоа е тоа. Многу среќа на наредниот веќе во среда против Напредок. Ви посакувам. Тоа е тоа, фудбалот се игра за голови. Не ги постигнавте головите во прво полувреме, така да казната стигна после изгледа. Како што кажав, не успеавме во првиот дел да ги казниме, тие ги казна потоа во вториот. Ништо ќе успееме со Напредок да го оствариме, да победиме, да освоиме некој бод. Така, фала. Заврши овој надпревар 0-1, можеше 5-0 да бидете или 5-1 ако рачунаме овој гол што постигна екипата на Работнички. Во секој случај, господине Михаилов, пред се за првото полувреме, па и делот второто полувреме, покажавте дека навистина знаеме и знаат да играат фудбал, меѓутоа ете, шансите не се користат, накрај може да се загуби овој надпревар. Како вие го видовте овој надпревар? Па токму така, вие добро рековте, ни се врати како бумеранг. Фактички не беше тоа некој бумеранг, тоа беше прва шанса, не ни беше шанса, полушанса на Работнички. Малце сумнителна ситуација, малце и повеќе. Сепак судијата си досуди, имаше шанса да досуди и за нас во првото полувреме, тоа не го стори, сепак ние не ги искористивме нашите шанси. И сега следува следен надпревар со Напредок, ќе треба да се опоравиме од овој тежок удар. Работнички дојде како дојде, ги освои тие 3 бода, но веруете ми, Работнички со оваква игра нема далеку да стигне, бидејќи ние денеска покажавме и кажавме како се игра фудбал, можам да кажам дека добија час по модерен фудбал, поточно ние денеска бевме романтичарите, они нека се замислат дали заслужуваат да играат у прва лига со оваква игра. Господин Михаилов, ви посакувам многу успех веќе на надпреварот со Напредок. Замина сето тоа. Навистина сите треба да жалиме за пропуштените шанси. Реков уште на првото полувреме требаше можеби 5-0 да биде за Охрид. Меѓутоа тоа е тоа фудбал. Тоа е тоа, кога шансите не се користат, противникот знае да те казни, поготово една ваква искусна екипа со помош на судијата и верувам дека они тоа што си го замислија, тоа и го ствари. Како што не е битно, бодовите замина од Охрид, замина за Скопје, но ние не се предаваме, одиме понатаму. Можеби пресудни бодови бара баш против Охрид, па можеби тоа, меѓутоа долго е првенството, веруете, и ако играме вака со вакви игри, ја не се плашам од никого и јавно искажувам дека следниот надпревар во Напредок одиме на 3 бода и дека ќе дадеме максимум и на тој надпревар да покажеме. Истото го сторивме и со 11 октомври, па така и со Напредок, еви денеска. И верувајте ми дека овие момци во овие 2,5 месеци што истрпуваат, значи во оваа да кажам така фудбалска немаштија е навистина за ценење и не само да добијат ордени, туку треба да бидат и почесни граѓани на овој град. Благодарам многу на